Продолжуваме со информации од секторот за внатрешни работи. Ноќта помеѓу 26 и 27 овој месец во периодот од 20 до 5 часот за сега непознати сторители извршиле тешка кражба во џамијата лоцирана спроти бензинската пумпа во Голема Речица. Откако насилно го отвориле алуминиумскиот прозорец во подрумската просторија, влегле во џамијата и ја зеле металната каса тешка 15 килограми, која пред една недела била поставена над зидот до влезната врата во приземјето. Во металната каса имало околу 6000 денари доброволни прилози од верниците, наменети за социјално загрозени поединци. Извршени увити се работи на откривање на сторителите за кои секторот за внатрешни работи Тетово веќе располага со првични сознанија. Секторот за внатрешни работи Тетово и со информација дека вчера околу 13 часот на тротоарот пред амбулантата во близина на Тетовскиот монопол, полициски службеник пронашол најлонско ќесе во кое се наоѓале 10 бланко службени легитимации од Државниот инспекторат за земјоделство, шумарство и водостопанство. Легитимациите се подигнати, фотодокументирани и донесени во СВР Тетово. Се преземаат мерки и активности за расветлување на случајот, кој и зошто ги оставил легитимациите на тоа место. На поширокото полошко подрачје продолжува појавата поединци да управуваат различни видови моторни возила без возачки дозволи или со истечена регистрација. При вчерашната контрола откриени се 11 лица без возачки дозволи, 16 нерегистрирани и 10 погрешно паркирани возила. Ваквиот вид и другите прекршоци констатирани во вчерашните активности санкционирани се со 39 прекршочни и 32 мандатни платни налози. Како пример на вакво дејствување е и последната сообраќајка случајна вчера околу 18 часот на крстосницата на улиците Линденска и Киро-Ристовски Дрнц во Тетово. При тоа, патничко моторно возило Ford Fiesta со скопски регистарски таблици, управувано од 35 годишен тетовец, се судрил со мопед со 3 тркала Piaggio со тетовски таблици, кој без возачка дозвола го управувал 62 годишен тетовец. Возачот на мопедот задобил телесни повреди, пренесен е и задржан во Тетовската клиничка болница. По извршениот увид се утврдува причината за несреќата. Првично се работи за непочитување првенство, додека вкупната материјална штета е околу 30.000 денари.